Министерката за образование и наука Весна Јаневска денес беше на работна посета во Штип. Се сретна со градоначалникот Иван Јорданов и ректорот на УГД Дејан Мираковски. За што се разговараше? Опфативме повеќе аспекти од сите нивоа на образованието и на големо задоволство дојдовме до еден заклучок дека треба да направиме интегрирање во повеќе области и да се развие една стратегија за подобро образование и во основното, средното и високото образование. Јас сум сигурен дека од оваа средба произлегува одредени идеи и заклучоци кои што универзитетот ќе се ангажира максимално да ги ставиме во еден стратешки документ кој што ќе ни овозможи подобра интеграција на сите нивоа на образование, поблиска соработка и со средните училишта, но и поквалитетно образование во секторот во кој што ние работиме. Исто така сигурен сум дека ќе ни овозможи подобро искористување на постојните ресурси, ресурсите со кои што располага и државата и општината, и сето тоа ќе биде од бенефит и за квалитетот на студирање во Штип и за условите во кои што студираат нашите студенти. Денешната средба Јорданов ја оцени како важна. Еве зошто. За изготвување еден план и стратегија за образовен и економски развој на општина Штип. Универзитетот и средните училишта дефинитивно ќе имаат подобра соработка, поголема поврзаност, подобра комуникација во насока и на промовирање на дуалното образование и полесно прилагодување на кадрите на пазарот на труд. Сето ова имавме можност да го споделиме и јас сум сигурен и сум убеден дека во периодот кој што следи оваа комуникација ќе даде резултати со конкретни чекори, со конкретни реформи. Знаете дека со години наназад се провлекува исто така и проблемот со сегрегацијата во едно од основните училишта на територија на општина Штип, тоа е основното училиште Гоце Делчев. Разговаравме во насока на решавање на овој проблем со примена на позитивна дискриминација, со примена на нова реонизација и на тој начин да не само ги решаваме проблемите, туку да нудиме решенија и нови мерки на подобрување на состојбите во образовниот процес, а Штип како образовен центар во Република Македонија го заслужува тоа.